Слушај вамо. Драги мои, добре дојдовме во септември. Септември почнува школска година, се враќаме од одбори, почнуваме розевите наочари да ги заменуваме со реалните диоптери кои зголемуваат. И сега кога ги ставате реалните диоптери кои зголемуваат, што согледувате? Зошто бегате од државава? Зошто ја мразите државата? Затоа што расуло е. Затоа што руина е. А зошто е руина? Краделе. Луѓе мои, сум гледал извештаи, сум читал извештаи поствоени. Бомбардирале русите Украина, колкава е штетата, удриле во училиште и така натаму, колку време им требало, колку пари требало да се тоа обнови. Кога ќе земам да споредам воена штета од бомбардирање, од уништување, штета од поплава, штета од земјотрес, штета од пожар, е ништовно спрема ова што го согледувам што за 7 години е правено. Пазете, држава, каква и да е, па и нашава, произведува многу средства, многу пари. Покрај тоа, тие пари што ги произведува, вие што ги давате за данок, што иде од ДДВ, што се продава и така натаму, државата решава да се задолжи. Со тие задолженија, нели, она ке доизгради некои патишта и така натаму. Ние милиарди сме се задолжиле. Милиарди! Дали од тие милиарди гледате нешто? Еве, што највише хейтате? Споменици, така? Дали гледате барем еден споменик? Еден споменик. Дали гледате било што? Имаат само едно школо направено, училиштето Киро Глигоров, во кое сега, во септември, е невозможно да се седи, затоа што е цело стаклено, нема климатизација и во него е неподнослива температурата, ама неподнослива. Значи, тоа што го направиле едино, тоа, ја не знам што друго да се фатам. Нема пат, нема автопат, а лажеа дека има 1000 километри автопатишта. Знаете што е 1000 километри автопатишта? Камо среќа Македонија да има 1000 километри автопатишта направени за 7 години. Па знаете што е тоа? Па ние сме big deal, сме го завршиле, ние можеме да почнеме нова индустријска револуција, ние можеме да направиме спектакл. Но среќа, вие, што ви дојде преку глава, може би повеќе интуитивно, може би инстинктивно, може би реално и подобро перцепирате од мене. Но, мислам дека нереално е да очекувате за толку кратко време работите да се нормализираат. Работите се нормализираа во следниот сегмент. Престана да се краде. Тоа е најбитна работа. Втора работа, нема рекет. Ја како новинар, луѓе мои, толку ми се пожалиле за рекет, за изнудување пари, за уцени и така натаму. Зошто не сум пријавил? Сум пријавил. Што мислите, дали се процесира? Еве ќе ви кажам дека во Министерството за транспорт и врски се 3 тешки, абнормални случаи, кои само тие да се криминалот во Македонија за изминативе 7 години е рамно на Хирошима. Останатото друго со се нив е Нагасаки. Зошто не се процесуира? Значи, МВР ги презеде и ние мора по закон да работиме. Не можеме да измислиме се. Мене ми е драго и јас сакам како вас. Кој е тој? Перо? Јанко? Јанко е у документот. Апси го. Бе, чекај, извини вака, со проштењем на соврада, ја со мерак ќе го апсам Јанко и ќе го джитнам по скали и ќе го фрлам у Марица и ќе го возам по калдрама и кој ќе излезе ќе биде ќофте направен. Ама не смеам без налог. Па добро, земете налог. Јавно обвинителство дава налог. Значи, пазете, овие што изгубија власт, црепоиве, едно знаеа, за да си го заштитат задникот,
Прво го окупираат судството. И сега, кога оваа власт се обидува да го ресетира судството за да може да процесира, прво заради вас, нели, гласачи кои тоа го баравте, но пред се, не ми е гајле што било кој барал. Мене ми е заради тоа што на некој начин ќе може, ако ништо друго, барем дел од парите да се вратат. И тоа е веќе уџум. Што е на Косово, што е Албанија, што е Швајцарија и така натаму. Дубај е, колку наши пари се отидени во Дубај, во Хонг Конг, за вакцини. И тоа не зборам за милиони, не зборам за стотици милиони. Пострашно е. Ја кога се разбудив после избори, со она чувство на задоволство и среќа дека од теророн се ослободивме, терорна глупоста, терорна мрцварење. Па знаете дека брусеа шахти, човече, не смееше да се каже Македонија и така натаму, мораш северна и што ти ја знам. Но апсеа за тоа. Се осетив луѓе среќни, задоволни околу мене. Добро е, успеавме да ги симнеме оти. Знаеш што, колку што ние ги симнавме народот, вие ги симнавте со гласањето, толку избогти си на меѓународна. Можете ли да замислите кои они буквално, нели, имавме чувство дека Западот, амбасадите сакаат да ја уништат Македонија. Зошто? Па гледаш им дозволуваат новие да прават. И така сте. Во право сте. Но очигледно и нив им збогти се. И нив им пукна филмот. Зошто? Заради криминалот. Им дозволија малце, ајде, издишете, ве разбираме, ово, баме таму. Нема инвестиција, нема вложување, нема нов капитал, нема нови вработувања. Што да ви кажам? Иселувањето. Се сеќавате дека оставаа кондори пред влада? Не само што тие кондори не ги вратија, туку и они самите се веќе заминати, флипаат бургери во Германија, во Британија, во Франција. Особено во Франција, пошто така, тие што се малце по класа, ле проституцион. Ја имам тежак живот овде ке идам во de la France. Мерси боку, au revoir. Германија колку толку заради падот на наталитетот на цела Европа, он има потреба од денорна работна сила. И ние идеме, поише пари, Зошто никој не останува тука? Зошто вие останувате тука? Остануваме ние што сме малку постари, веќе многу ни е тешко, остануваат оние што не знаат јазик, остануваат оние што немаат висока стручна квалификација и погледнете било каде. Сакате во продавница бараат продавачки работници, готвачи, сегде, во секој сектор има работа. Зошто? Затоа што македонецот вика, ја не ви верувам, јас сакам државна работа, да се закатанчам и да не мрдам од таму. Дал ке произведувам, нич не ми е гајле државата да ме плаќа до крај на живот, бидејќи работа државно, тоа е пензија. Ама буквално пензија. Кој е тие работи? Нешто ќе поработи на шалтер, ќе ги видиме тие 100-200 души што се на шалтер. Од ова ги издвојувам лекарите, значи здравството, и ги издвојувам образованието, учителите. Другото, администрација, е тешко мене. И сега, народ што веќе нема доверба да работи кај било кој работодавач, и тие биле лоши, и тие вакви, и тие такви. А зошто се такви? Затоа што власта претходна не идеше во клиника кај директора, слушај брат, си добил буџет, дај вамо. Оп. Не. Ќе дојде кај твојот шеф у фирма, ќе му ги одере сите пари. И ти му вика, шефе, дај покачи плата, немам. Мојов шеф педер. И тоа е еден круг. Ја кога се разбудив, кога погледнав овде, кога ми се конечно, знаеш, се олабави, веќе не морам да гледам низ филтерот на борба и така натаму, сега се стишува чадот, се Хирошима и Нагасаки. Така се осетив. Така се осетив како преживеан, кој станал од пепелот и ја погледнува својата земја, го погледнува својот град и гледа Хирошима. И шо да прави? Плачеш.
Мене уште ми се плаче. Ги гледам улициве, ги гледам згради, ги гледам луѓево. Јад, беда, жално. Не умираме од глад. Едва некако и ќе платиме сметки. Уништено е. Ја не сум видел вакво уништување. Јас сум живел во 90-ти години. Кога се распадна Југославија, 90-ти години расуло едно. Општо нема хигиена, тогаш немаше воспоставено тие комунални служби, беше тажно, ама знаеш како, малце мрдаше, се чувствуваш, имаше живот, имаше волја нешто да се направи. Никој не збореше уште тогаш, ај ке бегаме и така натаму и се бегаше. Следниот пат ќе зборам каква демографска катастрофа се случува со Европа, со Америка, со нас Македонија. Кому ќе оставиме оваа земја и кому ќе ја направиме. И сега, секоја власт е подложна на критика и треба да се критикува. Но оваа власт покажа дека не прави мега тектонски пореметувања прво на државните интереси, на националниот идентитет и на буквален криминал на крадење. Но за да може да се издигне оваа власт, мора да има прво промена во судство и мора, се сеќавате дека претходната власт колку години им требаше да го донесат. Пазете, овие сите инвестиции, фабрики што ги имате, Кавадарци, Прилеп, што ги имате во индустријските зони, 10 години крв проплюкаа да ги донесат. Не е тоа лесно. За 7 години не донесоа една инвестиција, едно место работно не се отвори. Знаете како, знаете што беше и не можам да ве разберам, стварно не можам да ги разберам оние. Вика, намалена е невработеноста. Знаете ли зошто беше намалена невработеноста после короната? Затоа што се исели народ. 500.000 луѓе се иселени од Македонија. Кога 500.000 се иселени и се бара работа, ти му вадиш документ, види, намаливме невработеноста. Тоа исто како Бајден. Бајден, знаете што направи за време на короната? Тој ние го направивме. Администрацијата ја отпушти дома. Отпушти од работа, thank you and fuck you. Пријатно, све. Кога заврши короната, ги врати на работа. И го вади тој документ, али треба да бидеш стварно ретардиран, глуп и да поверуваш во такво нешто. Гледај колку работа сме направиле. Гледај колку е скокот на вработени. А колку беше падот на невработени, до тој документ па не можеш да дојдеш, тоа е интересно. Или ако дојдеш, ај нема везе, ова е местенка. Елон Маск нешто таму со вешташка интелигенција ви правил. Истото и кај нас. Додека ние не видиме сериозен ресет во јавно обвинителство, во судство, за да почнат да се процесуираат криминалите тешки, да почнеме да ги гониме овде, да им стојат парите што ги испокрадоа. Во Македонија, од независноста до денес, се 7 до 15 милиарди украдени, некои велат и повеќе. Но, нека биде таа цирка 10 милиарди долари, евра. Знаете што е барем делумно да се вратат тие пари, да се забркаат овие луѓе што сега ги гледате по скопскиве кафани пијат, он е обштествен фин човек, он е, што е фин? Партијата му ја дала фабриката, денар свој нема вложено. Земал кредити као да ја подобри фабриката, уствари ја дал таму на некоја странска фирма и парите си ги потрошил за себе. Многу се прости, но и многу се сложени тие шеми и правно покриени за да не може да ги откриеме. Јас само имам трпение, знам дека сме на добар пат, дали вие ќе имате трпение или не, тоа е ваша работа. А ако не, направите предвремени. Вратете ги СДС-ма. Со Господ напред после. Ма каков Господ? Тогаш и Господ ќе сврти глава од нас. Толку ви велам. Трпение, спасение. Слушај, вамо.